Да видиме нешто за квадратен корен. Што е тоа квадратен корен и како тој се пресметува? Често пати решавајќи задачи доаѓаме до облик хикс на квадрат да е еднакво на некој број. Тогаш бројот хикс е корен, може да се пресмета како квадратен корен од бројот n. Или хикс на трета е еднакво на n, хикс ке биде трети корен од n. Или општо, хикс на n е еднакво на m, тогаш хикс ке биде n-ти корен од m. Во рамките на основното образование се работи само квадратен корен и по правило, како што тука тројче пишуваме, овде треба да запишеме двојче, и тоа и не се практикува. Ако хикс на квадрат е 25, треба да се најде квадратен корен од 25, тоа е бројот 5. Корен од n еднакво на a, и тоа такво a, кој е множено само со себе, ќе биде еднакво на подкореновата величина, односно на бројот n. Или a на квадрат еднакво на n. Или овде, 5 на квадрат еднакво на 25. Меѓутоа и минус 5 на квадрат е еднакво на 25. Значи, кога бараме квадратен корен од природен број, само можеме од позитивен број да бараме квадратен корен, од негативен не можеме, затоа што не постои негативен број кој множен сам со себе, негативен по негативен, а ни дај позитивен број. Имаме две вредности, позитивна вредност и исто толку само негативна вредност, значи 5 и минус 5. Ке биде а и минус а. Пример, корен од бројот 625. Која е постапката за определување на квадратен корен? Ги групираме цифрите почнувајќи од десно налево, кога бараме корен од природен број. Од десно налево, секош по две цифри во група. 1, 2, наредна група, и ако има само една цифра, не ни смета. И таа ја сметаме за цела група. Колку групи имаме? Зошто ни треба да определуваме групи? За да можеме да знаеме, да предвидиме колку цели места ќе има вредноста од коренот од тој број. Во овој случај, колку што групи имам, имам две цели места, потоа евентуално ќе ми се јави запирка или нема да се јави, ќе видим. Секојаш се прашувам кој број множен сам со себе е еднаков на првата група. Во овој случај на бројот 6. Тоа е бројот 3 не може, 3 по 3 е 9, 2, 2 по 2, 4. Одземаме, останува 2. Спуштаме наредна група, секојаш цела група, значи двете цифри, не може само двојката да спуштаме. Оделуваме едноместенци тука. Ке делиме со удвоен број на овај што тука го добивме, во овој случај со бројот 4. Зошто оделивме едноместенци? За да полесно најдиме колку оди 4 во 22. Оди 5. А треба да напишеме 5 и да помножиме со 5. Еве го тоа. 5 по 5, 25, 5 по 4, 22, 22. Дојдовме до остаток 0. Ќе запишеме оваа цифра што тука добивме горе. Значи, квадратен корен од 625 е бројот 25 и бројот минус 25, меѓутоа тоа ќе нагласиме кога ќе побарат од нас, кога ќе не е потребно. Втор пример. Квадратен корен од бројот 15376. Групираме, од десно налево почнуваме, 1, 2, 1, 2, преградуваме. Колку групи имаме? Толку цели места. 3 групи, значи имам 3 цели места. Барам број кој множен сам со себе или квадриран. Ако сакате истото, можете да го речите еднакво со бројот 1. Тоа е бројот 1. По 1, да запишеме 1. Ништо не ми останува, спуштам цела група, делам со удвоен на бројот 1 е 2. 2 во 5, оделив едно место, 2 во 5, оди 2. Пишувам 2, множам во 2, со 2. 2 по 2, 4, 2 по 2, 4. 44.
одземам, остана 9. Ке запишам двојката горе. Поделувам тука едно место, двојката горе ке се запише. Делам со удвоен на бројот 12, 24. Се прешувам 24 во 97. Оди 4 пати. Пишувам 4, множам со 4. 4 по 4, 16, 4 по 4, 16, 1, 17, 4 по 2, 8, 1, 9. Значи, кога доби бројот 976, остаток 0. Ке запишам четворката горе. Квадратен корен од бројот 15.376 се бројот 124. Запирката сега не ни треба, бидејќи добивме конечен децимален број. Трет случај. Кога бараме квадратен корен од децимален број, групирањето на броевите тука го почнуваме од децималната запирка. Лево и десно од неа секојаш по 2 цифри во група. Колку цели места ќе имаме? Ќе имаме колку што групи имаме од бројот пред запирката. Една група, значи ќе имаме едно цело место. А потоа ќе ни следи запирка. Број множен сам со себе најблизок до 5. Или еднакво до 5 не можеме, значи ќе види помало 5. 2 по 2, 4, останува 1. Спуштаме наредна група, 76, одделуваме едно местенце, делиме со удвоен на 2, делиме со 4. Се прешуваме. 4 во 17, 4. Пишуваме 4, множиме со 4. 4 по 4, 16, 4 по 4, 16, 1, 17. Дојдовме до остаток 0, значи квадратен корен од 5,76 е бројот 2,4. Четврти пример. Квадратен корен од 11,9716 десетојадинки. Групирањето од запирката, лево и десно по 2. Лево е веќе една група, само десно 1, 2. Преградуваме 1, 2. Групи од бројот пред запирката имаме една група, значи ќе имаме едно цело место. Број множен сам со себе најблизок до 11. 3 по 3, 9, останува 2. Спуштаме наредна група, 97. Поделуваме едно место, делиме со удвоен на бројот што овде го добив. 3 по 2, 6. Се прешуваме 6 во 29. 4. Пишуваме 4, множиме со 4. 256, одземаме, останува 47. Спуштаме наредна група, 16. Поделуваме едно место, четворката горе ќе запишем. Делиме со удвоен број на цифрите овде. Запирката не ја гледаме повеќе, не ни интересира. Само во конечното решение, соопштувањето на тоа колку е корен од бројот, мораме да ја запишеме и да ја кажеме. На 34 удвоен е 68. 68 во 411. 6 пишуваме 6, множиме со 6. 6 по 6, 36 и така натаму дојдовме до остаток 0. Шестката ќе запишеме, корен од 11,9716 десетојадинки е 3,46 стотинки. Пети пример. Квадратен корен од 0,9 стотинки. Групираме, пред запирката ќе имаме една цифра, тоа е нулата. Спуштаме наредна група, 0,9. Нулата не ни треба, значи само 9. Број сам со себе множен најблизок до 9 е 3. 3 по 3 е 9. Дојдовме остаток. Значи корен од 0,9 стотинки е 0,3 десетинки. Како ќе бараме квадратен корен од децимален број?
Коренот децимален број се бара така што групирањето го почнуваме од запирката лево и десно по две цифри во група. 1-2 преградуваме, десно од запирката 1-2 преградуваме. Цели места ќе имаме толку колку што имаме групи од бројот пред запирката. Една група, две групи, две цели места, потоа ќе ни се јави запирка. Бараме број квадриран најблизок до 1, тоа е бројот 1. 1 по 1, 1 одземаме, остануваат. Ништо не останува, спуштаме цела група наредно 37. Оделуваме едно место, делиме со удвоен број на овој што го добивме овде. 1 во овој случај, 1 по 2, 2. Се прешуваме 2 во 3, зато делуваме едно местенце. 1, пишуваме 1, множиме со 1. Тоа е 21, одземаме, останува 16, спуштаме наредна група цифри 42. Оделуваме едно место, 11 го запишавме горе. Делиме со удвоен на 11 е 22. 22 се прешуваме во 164, 7, пишуваме 7, множиме со 7. Тоа е 1589. Одземаме. 7 категорија ќе запишеме. Останаа 53. Спуштаме 8-ка. Не. 8-ка мора две цифри да се во она што спуштаме. 8 и 0, 80, затоа што знаеме дека од десно можеме децималниот број да пишуваме нули колку што сакаме, па тогаш групата би изгледала 80. Делуваме едно место, делиме со запирката, не интересира сега, на 117. 232. Се пишуваме 232 во 534. Оди 2. Пишуваме 2, множиме со 2. Добивме 4644. Одземам, двој категорија ќе се запише. 736. Наредно, спуштаме, немам што. Имам две нули пак. Оделуваме едно место. И така натаму би продолжиле. Ако сакаме на едно децимално место да заокружиме, мораме да најдеме ние две децимални места да видиме дали заокружувањето ќе ни биде со кусок или со виш. Видејќи цифрата што отфрламе е помало од 5, ќе ни остане исто 11,7. Тоа беше шеста задача, шести пример. Седми пример. Квадратен корен од денешната година, 2014. Групираме 1, 2, две цели места, потоа ќе се јави запирка. Број квадриран најблизок до 20. Не може да биде 5, затоа што 5 по 5 е 25. 4. По 4, 16, одземаме, останува 4. Спуштаме 14, делуваме едно место, делиме со удвоен на 4, по 2 е 8. Се прешуваме 8 во 47, 4. Пишуваме 4, множиме со 4. 4 по 4, 16, 4 по 8, 32, 1, 33. 336, одземаме. Четврта категорија ќе запишеме. Остануваат 78. Две нули пишуваме. Оделуваме едно место. Делиме со удвоен на 44, 88, 88, 788, пишуваме 8, множиме со 8. 888 по 8, 7104. Одземаме. Остануваат 696, 8 категорија ќе запишеме. Спуштаме пак две нули. Допишуваме две нули. Делиме со удвоен на 448, 896. 896 во 6960, тоди 7, пишуваме 7, множиме со 7 и така натаму. Ако сакаме заокружиме на едно децимално место, ова што го отфрлено бидејќи 5 или поголемо од 5 со више од 44,9. Тоа би било за пресметување на квадратен корен. Не верувам дека имам уште задачи поставено. Да, 8 задача. Квадратен корен од 0,376, што се овие 100 илјадинки. Ќе ми биде групиран.
едно цело место, една група